Тиво град со рударска историја. Крива Паланка низ децениите живеела од рудниците, но ги памети последиците што ги оставиле. Денес најавите за нов рудник за антимон повторно ја отвораат старата дилема. Дали станува збор за економски спас или нов товар за средината и здравието на луѓето. Поделени, но и загрижени. Граѓаните кои живеат околу локациите каде има најави за отворање на рудниците кај Крстов дол и Луке, бараат одговори. Што точно ќе се копа, како и по која цена. Бранко Јакимовски, еден од неколкуте жители на село Црцорија, вели дека населението од неговото село е против отворање на рудникот кај Крстов дол. Искуството покажало дека рудникот во минатото ја загадувал средината, а дел од подземните води исчезнале. Ние ќе се максимално организираме, против сме рудникот местното население. Па ние тука живееме екзистенција, вода, све живот ќе биде загаден. Покрај водата и воздухот, почвата ќе биде. Ние и од овдека имаме екзистенција. Земјоделие си работиме, тој ќе биде се упропастено. И мештаните од Добровница со сличен став. Системот на државата кој не функционира 20 години. Значи, ако се случи истото, што се случи со кравите, на ниво на општина прават штети 20 години. Благодарение на нефункционирање на системот, што ќе разговараме, што ќе направи државата за заштита на животната средина. Граѓаните од соседното село Луке пак даваат поддршка за отворање на рудниците. Младите си заминаа, а новите работни места ќе бидат мотив да се задржат тие кои што останаат тука да живеат. Сите селот сви заминува, селото е пусто. По моје мислење треба да се отворат, да се вработе млади луѓе. Австралиската компанија Пела Глобал ја има добиено концесијата за истражување во околината на селото Луке, како и во соседното село Крстов дол, за каде властите најавија повторно отворање на стариот рудник за антимон. Токму на оваа локација околу урнатините на стариот рудник пред влезот на селото Крстов дол се вршат геолошките истражувања за богатиот и вреден метал антимон. Инаку австралиската компанија Пела концесијата за истражувања ги добила пред 10 години, но премиерот Христијан Мицкоски месецов изјави дека анализите се при крај, а граѓаните остануваат во дилема дали рудникот ќе работи по сите еколошки норми. За каква концесија станува збор, што точно ќе се истражува и кога се очекува да се отворат рудниците во Крстов дол и Луке? Одговор побаравме од Министерството за енергетика. Нашиот пристап е внимателен и одговорен. Развој, но со јасни правила, силни институции и највисоки стандарди за заштита на животната средина и здравието на граѓаните. Нашата цел е да изградиме одржлив модел кој ќе донесе економски раст, нови работни места и поголема конкурентност. Инвестициите се потребни, но здравието е приоритет без компромиси, вели првиот човек на Крива Паланка Сашко Митовски. Ке инсистирам на строги еколошки мерки. Не треба, сметам, да се дозволи и рудник по секоја цена. Зошто мислам така? Затоа што ќе инсистираме и јас и општината на запазување на највисоки стандарди на производство, затворен систем на производство и сметам дека кога е во прашање здравието на граѓаните, односно безбедноста на граѓаните, тука апсолутно нема никаков компромис. Прашањата и дилемите за отворање на новите рудници во Кривополанечко и натаму остануваат. Дали инвестицијата ќе донесе нова иднина или опасност што може да ја загрози.